Ристо Сакалиев е председател на Советот на општина Кавадарци и е еден од советниците, како би рекол тој, прв меѓу еднаквите. Меѓу оние со најголем број на мандати е како советник во општинава. Во овој состав ангажманот го обавува како председател на ова највисоко законодавно општинско тело како независен советник. Градоначалникот Вели Сакалиев направи успешен спој на двете партии и советниците од другите политички групи и партии и затоа имаме одлична комунална изградба во Кавадарци. Сите имаме една цел, да го направиме Кавадарци модерен, урбан, еколошки чист градски центар. Поддршката за сите проекти градоначалникот Митко Јанчев ја има од нас. Тој е одличен менаџер со јавните општински пари Вели Сакалиев. Ристо Сакалиев во ова денешно гостување во РТК зборува за неговите спортски ангажмани, за каратето, каде рече се 30 години. Тој е меѓународен карате судија и понатаму се надпреварува во ветеранските категории. Негова порака е младите да се занимаваат со спорт, затоа тој го поддржува секое спортување, а неговата специјалност каратето му е легната на срце и топло го препорачува овој спорт кој обезбедува сила, мудрост и морални вредности. Во каратето, како и во политиката, според него, не треба да се покажува сила, туку треба да се биде мудар и да се воздржува од тензии. Повод да се сретнеме со него е неговиот успешен настап на Европското карате првенство во Романија. Летна средба со председателот на Советот Ристо Сакалиев. Во многу убава летна атмосфера во Кавадарци, во разговор сум со председателот на Советот на општина Кавадарци господин Ристо Сакалиев. Добар ден. Добар ден. Како сте? Ја ви благодарам на поканата, со задоволство ја прифаќам. Добро со здравје, политичка ситуација во градот одлична, многу се работи. Комунална изградба, летото малку сакаме да го искористиме за советниците за одморот. Така. Што се кај советниците? Што работат овој период тие? Па овој период сега имаат уште една седница на 10 закажана во среда, па после некои 50 дена сакаме да ги пуштиме од некаде 25 август да бидат слободни и во август да правиме друга седница. Ако излезе нешто хитно, тогаш го прекинуваме одморот и правиме седница, се во интерес на соработка со локалната, со градоначалникот и во интерес на граѓаните. 1,5 година сте со овој совет, дали се задоволни вие како председател од нив? Па јас како председател морам да бидам задоволен од советниците, имаме добра соработка со двете советнички групи, имаме разбирање. Сите одлуки се скоро едногласни ради тоа што одлуките се не политички, него се со комунална изградба, со носење одлуки, урбанистички планови, програми за култура, за спорт, за образование и тука исто мислиме сите и имаме еден интерес, целта ни е за биде Кавадарци подобар, не подобар, него најдобар во Македонија. Ваков компактен совет Кавадарци немал никош во да се кажат историја. Јас од 79 година го следам работата на ова тело, тогаш беше и него се викаше, сега многу компактно и во одат одлуките. Значи тоа дека исто мислите и ВМРО и СДСМ? Имаме некоја друга димензија на овој совет, изедначени се силите. Јас сум како независен, не и пресуден, ние сме сите исти. Димензијата ја даде градоначалникот, дојде друг профил на градоначалник што добро ги менаџира двете советнички групи, тука сме заедно со него во тој дел и мислам дека така ќе продолжиме. Соработката со градоначалникот е голем фактор, балансира политички, инако работи, не како крајно една или друга страна, него така баш како што народот сака. Добро, многу работи се направи во Кавадарци за 1,5 година. Имате ли вие како Ристо Сакалиев заслуга за таа работа? Па заслугата ја не ја ставам акцент на мене, советниците сите сме подеднакво заслужни. Поголемиот дел од товарот го носи општинската администрација со градоначалникот, али пресудно е одлуките да ги донесе советот. Советот гледа квалитет во проектите, во програмите, во дејствата што се догодуваат на терен, ја цени работата и сакаме уште во поголемо интензитет, поголемо темпо да работиме до крај, да остави белек овој совет како еден од најдобрите. Ме следите мене во rtk.mk и господинот председател на Советот. Кавадарци е длабоко политички поделен град. Има и една независна група на граѓани. Меѓутоа, овој период, како политиките да се во втор план. Што ги сплотува кавадарчани сега? Па сега кавадарчани, мислам, летниот период, политиката е во втор план, интересот околу изградувањето на градот, градење на улици и тротоари, кај што е интерес и на едните и на другите. Мислам дека градот тоа ги сплотува и балансот што јас како председател и како независен го правам. Има влијание. Има големо влијание и моето искуство политичко да балансираме, да се договараме и да дојдеме до некое решение прифатливо за двете страни. Ние тоа го правиме пред совет, пред камери да не се договараме, во комисии, во секојдневна комуникација. Значи седницата се држи еден ден во место или два пати, а ние сме во комуникација 30 дена и навечер и преку ден. И тоа дава некој резултат.
И имаме и отстапки, некогаш партиите губат поени, некогаш добиваат, али балансот постои. Ристо Сакалиев е еден од најстарите советници во општина Кавадаци заедно со некои колеги и сега политиката ќе оставам на втор план, сакам да зборуваме за спорт. Зошто спорт со Ристо? Затоа што Ристо е еден од најдобрите каратисти во Република Македонија, 30 години активно се бави со карате и денови ни донесе една снимка, ја гледавме на телефон и бевме фасцинирани од неговата спортска борба во каратето. Ристо има влијание на дотирањето на нашите спортски клубови со пари од Советот и од општина Кавадарци, од буџетот. Тој знае точно да процени кој колку му треба. Меѓутоа сега сакам во една улога на човек кој го сака спортот и агитира за спортот да поразговара спортски за него. А кога е тема спортот или каратето, борлачните вештини, јас исто ги ценам сите спортисти. Основата на сите спортисти 70%, ако си еден спортист и друг и трети, значи ние се разликуваме фудбал, кошарка, ракомет, карате, бокс, од мал дел од дисциплините, инаку основата трчање, кондиција, психофизичко развивање, ментален спој, физички со психички, сите спортови го имаат. Али спортот што најмногу го знаме каратето, јас во каратето сум многу време. Од работнички, па овде до Кавадаци, некај од 18-20 години, па до сега, сум бил неколкократен државен првак, сум бил во најтрофејниот клуб работнички и секогаш сум бил, да не се фалам сали, добар и одлучувачки фактор во работата на клубот. Сега работам како тренер тука во Кавадаци и во Неготино. Кој дан го има Ристо? Пети степен, црн појас пети степен, имам меѓународен судија сум. Пред од 13 до 17 овој месец во Романија имаше европско првенство. Сега ја гледаме таа снимка, може ли да не опишете малци? Па секогаш последните такмичења јас такмичам од 45 до 55 години у ветерани. Сега ветерани тоа е, имаме и од 55 до 60, али возрастните категории кај што одлучува искуството, кај што треба тактиката, повеќе тактика, али спортот пример е убаво што не ограничува луѓе, значи спортот, особено каратето, може да го работиш од 7 години па до 70. Моите тренери, инструктори, по големите семинари имаат и 80 години и тоа е убавината на спортот. Каратето дава една доверба на човекот што го вежба, што го работи. Ова борба што те гледаме, немаш многу контакт со противникот, со мајгери и други работи решаваш една многу интересна ситуација. Вака сега, значи јас се борам под инструкции на Недев, тој ми е тренер Венцислав и некогаш Владимир Јорга, кога сме на светско првенство, значи тие се моите инструктори пред борби. Јас секогаш сум бил воспитан такмичар и сум се борел како тренерот налага, а обично ние сакаме атракции, али тие не носат резултат. Значи, познавајќи ги такмичарите јас од сениорска категорија, па сега до ветерани, тие се и суди, тие се и такмичари, али тренерот секогаш ја прави стратегијата и пред секој меч ми дава насоки како да се борам, јас поштувам тоа, пошто тој ги преработува, ги гледа, знае како треба. И првите 20-30 секунди испитуваме противникот, а после повлекувам дистанца од 2 метра и се борам оддалеку. Тоа е секогаш сум се борел така. Само што кога сум бил помлад, сум бил поагресивен, побрзо и сум решавал борби до 30 секунди. Сега одиме до крај. Исто колку медали, колку настапи имате сега? Па да ви кажам, ако ги рачунам медалите од светските и европските првенства, не турнирите, балканските, некои 6-7 медали имам од меѓународни такмичења. И тоа кога сум бил сениор и сега како ветеран, државни првенства, турнири, тоа се медали што ги мериме на кило, тие не ми се од некој така посебна важност и интерес. За мене сега, кога сум бил на 20 години државен первак, било големина. Сега гледам дека нивото е мое малку повисоко, дека спортистот е секој спортист, дека за секој спортист има простор, категорија, само тој треба да е спремен да се бори. Ја многу сакам во Кавадаци, во клубовите кај мојот, во клубовите да се појават и поголеми категории, а повозрастни луѓе, нека каратето е спорт што може да го работат и повозрастните. Не можам да се помирам со тоа дека вежбаат децата карате до 15-16 години. Сега има 3-4 клуба работа така како работат 4-5 клуба како самостојни клубови, мојот клуб е во традиционалното карате и само мојот клуб сега јас не да се фалам, него мојот клуб ги има сите категории, и ветерани, и сениори, и оди на такмични, и другите клубови се за поздравување за работа, него со тренерите сум разговарал, имаме соработка, него целта, видите што, сега јас сум во поодминати години кога моето знање него штедам, сакам да го дадам на генерациите, не сакам да го сочувам со мене, да го носам во земја, него
генерациите да го земат и да го пренесуваат на наредни генерации, пошто кога си помлади години чува знаење за тебе, да се бориш да не те победи некој. Сега немам што да штедам, јас сакам на моите деца, на овие моите ученици, на клубовите што имаме соработка и тие што ме сакат и што не ме сакаат, да им дадам знање или да купат од мене или да украдат знање. Знањето повеќе се кради. Кога ќе направиш еден спортист да излезе спокојно, јас секогаш кога излегувам на борилиште сум лабав како да идам да ме сликаат, не да се борам, ради тоа што пример спојот менталниот, психичкиот, убеденоста дека си подобар, дека си поспремен од него. Тоа ти дадеш максимум. Кога излегуваш на терен и се плашиш што ќе биде, тогаш ти си со 70% снага и сигурно губиш. Довербата, спојот менталниот, психичкиот, физичкиот, само довербата, тоа е квалитет на еден спортист во сите спортови, и во фудбал, и во кошарка, и во карате. Со каков елан, со кој морал влегуваш и дали влегуваш да губиш или да требаш. Значи, ако психички си спремен пред рингот, пред борбата и влегуваш со амбиции да победиш, сигурен си дека победуваш, имаш спој, значи психофизичкиот спој. Треба малку да имаш интелигенција, треба што викат луѓето и да ти даде природата. Ако ги имаш сите квалитети, сите предизвици, и ако психофизички можеш да се споиш, да реагираш, сигурно победуваш. Ова локална власт, овој градоначалник, овој председател на совет на почетокот на мандатот рекоа: сите млади мора да се занимаваат со спорт или треба да се занимаваат со спорт. Поентата на оваа гостување на Сакалиев во оваа емисија е токму тоа. Која е таа порака, со што би можеле ние да постарите и порачаме овие млади да ги извлечеме пред компјутери од традиционалните работи што ги забавуваат на маса, а да се бават со спорт? Сега вака, значи со дебати, со реклами, ние сме единствен град у Македонија, јас имам контакти со сите локални самоуправи што даваме пари на сите клубови. Значи и Скопје сите населби даваат или во фудбал или во кошарка, другите спортови, значи некои 30 клуба не им даваат ништо. Макар што клубовите и кај нас некои имаат спонзори, малку пари им даваат, али ние сме со респект према сите клубови, овие клубови што се приоритетни, што се градски клубови, добиваат повеќе пари, али пак по програма, по заслуга. Значи спортот, викаме, сите сме исти. Да, сите сме исти за вежбање, али за такмичење, за резултати и за добивање пари не можеме да бидеме сите исти, али со респект према сите клубови, најмалите елементарните трошкови што тие треба да ги имаат за да платат сала, да можат да функционираат, ние преку инфраструктура и преку готови пари им даваме да опстанат, да земат замав, ги морализираме и сакаме да имаме спортисти. Значи спортот малку бара, многу пари бара, ние малку пари им даваме, тука градот, фирмите помагаат, другите услуги што ги даваме у превоз, во инфраструктура, ние сме сведоци дека салата Партизан е на едно завидно ниво, Јасмин, спортскиот центар уште на позавидно. Тоа е добар потек за младите да тргнат по тој пат, се изживува и ова лошите работи, пиење, таквите работи се забораваат. Сега мислам дека доаѓа ера на спортот. Мојата волја е да имаме ние тренери добри. Значи за да биде еден клуб успешен, треба да имаме тренери што ја познаваат работата. Има и некои заблуди кога некои поставуваат некои ниски норми и за тоа не може да направат квалитет. Значи колку знаеш толку даваш. Не е сега ни срам ни ништо да одиш и на семинари и да учиш и да се допрашуваш и да крадеш знаење. И јас од моите деца, учениците што се најмали, некогаш во движење нешто од нив купувам. И од едно животно, куче, мачка, ако го бориш, некоја техника од него ќе видиш. Значи, од малите учиш и тие од тебе. Значи, тоа е размена на... Сакаш да кажеш, пораката е дека младите треба да се занимаваат со спорт. Младите треба да занимаваат со спорт. Веќином од луѓето викаат дека карате тоа е лош спорт. А ние гледаме сега на снимките кај што се бораме јас. Благороден спорт. Спорт за интелигентен спорт. Ги развива и едната и другата и нога и рака под исто. Треба брзо да мислиш, мозокот треба да е уклучен, да направи спој на телото. Значи, тоа е ипак вежбање. Значи, каратето не е тежок спорт и каратето не е дисциплина што ги прави да се луѓето агресивни, напротив. Децата што вежбаат карате се и најмирните деца, највоспитани. Тоа е пример, ние ги учиме на техникама и педагошки ги воспитуваме дека каратето е само вежбање како што е атлетиката, дека каратето е да се бориш на ринг, не на улица. Кога ќе станеш толерантен, кога знаеш дека некој е многу слаб и да те провоцира, ти нема да вратиш за да настане тепање. Тепањето настанува кога се плаше едниот од другиот кој прв да удри, ради тоа што ти мислиш дека си послаб, ама прв да удриш и он исто така. И тука доаѓа тепањето. Значи, кога си уварен дека
Нема. го толерираш. Не ти предизвикува опасност, знаеш дека не ти може ништо и така нема да стане инцидент, па и некогаш е попаметно ако средината рече дека ти попушти, избега, не е тоа срамно ради некој личен доем да кажеш ја можам да го тепам и да го тепаш. Тоа е време поминато, тоа не ги воспитуваме така. Да избегнеме инцидент е најдобро. Да се одбраниме, а да не удриме и тоа е добро за на улицата. Се мерат силите на ринг, кај што има правила, кај што излегуваат школувани луѓе, не е добро ако некој знае бокс или карате да го употреби на улица со оној што не знае. Значи, секогаш сме биле против таа работа, ни еден инцидент нема направено мој ученик од 90-та година и наваќе кога ги држам клубовите овде да се степа на улица. Значи, на секој час, на секој тренинг треба тоа прво да им се каже, така да ги воспиташ, у таков правец да работиш, дека физичко воспитување, дека треба енергијата да му ја искористиш на детето за позитивна работа, да нема вишак на енергија. Кога има вишак на енергија, тоа е дома со мајка му, татко му, кој малечко се боре со тебе. Мислите ти благодарам што ми беше доста. Дали имаш некој за крај уште нешто? Немам да кажам ништо, јас сакам да ги повикам сите генерации во Кавадаци, нека не мислат дека се 20 години стар за спорт или 50. Карате клуб Кавадаци, кај што сум јас само еден тренер, а и во други клубови сум тренер, и во репрезентација сум тренер, стоиме на располагање, значи од септември во Партизан во салата, имаме часови држиме и во Јасмин и во Неготино, значи овој клуб работи без надокнада, без пари, ради тоа што општината ги покрива трошковите, спонзори ни помагаат, значи не се плаќа. Децата и возрастните и родителите што доаѓаат да тренираат, без разлика каква е генерација да е, ние ќе најдеме термини за сите, можеме и сите заедно да вежбаме, начин да најдеме да ги поттикнеме и повозрастни да вежбаат карате. Нема да мислиме дека ние сме стари да вежбаме карате. Колку што можеш толку, добро е да се размрдаш малку. Нема да го учиме некој на стари години да оде на такмичење. Тој си вежба рекреативно како што трча по улица. И ако не трча на улица, овде и уште некое движење плюс, нема да биде на одмет. Значи ја ги повикувам да дојдат и да видат дека спортот е спорт од раѓање до умирање. Можеш на 70 години да вежбаш како што може дете од 15 години или од 7 години, така се дига моралот, како вежба таткото и мајката и детето да вежба, не да викаме мене ме страм, јас сум татко на детето со децата да вежбам. Имам простор, имам место и сите заедно можеме и одделно да се договориме и да вежбаме. Доаѓа времето на спортот, луѓето одат по лекарства, терапии, држат различни диети, држат што многу скапо коштат. Ефектот од тоа е никаков. Спортот е без пари, убава работа е и најдобар ефект така се постигна. Убава порака за крај на господинот Сакалиев Христо, председател на Советот на општина Кавадаци, овој пат во Кавадецком спортот. Се надевам дека бевме корисни со оваа емисија. Благодарам и Христо, благодарам тебе, господин. И на вас благодарам.